Благодарам, председателе. Колега Димков, многу ми се допадна вашата дискусија. Конечно почнавте да се однесувате како вистински опозиционер. Многу сте загрижени за граѓаните и треба да бидете загрижени за граѓаните. За состојбата во каква ја оставивте македонската економија, сите сфери на општественото живење, навистина треба да се загрижувате. И не е ваша ексклузивна идеја дека треба да се зголемат платите во јавниот сектор. Ние ветивме, тоа беше наше изборно ветување и почнавме да го реализираме онолку колку што дозволуваат можностите, односно кондицијата на буџетот. И еве, ќе биде зголемена платата на вработените во детските градинки, во здравството и за 10% зголемени платите во одбраната, затоа што ние како земја аспирант за влез во НАТО мора да ги исполниме елементарните стандарди со кои што би се приклучиле кон ова асоциација. И сега кажувате околу зголемувањето на платите. Значи, со законот од 2007 година за исплата на платите во Република Македонија беше предвидено зголемување на платите за 10% во периодот од 2007 до 2009 година. Меѓутоа, ова не го направивте. Туку напротив, 5 пати во континуитет го менувавте предлог на законот за зголемување на плати, за да конечно со законско решение во 2013 година беше предвиден пораст од 4%, кој што почна да се реализира во 2014 година. Спомнавте дека од доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН сте удвостручиле вредноста, односно износот на просечната плата во Република Македонија. Да, колега, така и кога ја гледаме како номинална вредност од 22, односно до 23.000 денари, не ме држите за збор, може би не делува ниска. Меѓутоа, многу е битен начинот на кој што просечната плата во Република Македонија е распределена. Сакам да кажам дека дистрибуцијата е таква што половина од работниците земаат плата пониска од 16.000 денари, а дури 70% од сите вработени имаат плата која што е пониска од 22.000 денари. Толку, колега Трајко Димков, околу распределбата на просечната плата. И доста везен ги манипулирате граѓаните околу тоа што ќе се случува со пензиите. Нема да се намалуваат пензиите. Напротив, ќе растат и ќе се усогласуваат 2 пати годишно по 3 критериуми согласно законот. Меѓутоа, она што вие го направивте со фондот за пензиско осигурување, многу ја чини македонската економија. Ова е сликата на пораст на дупката во ПИО во периодот кога вие бевте власт. Од 153 милиони евра во 2006 година, дупката во ПИО во актуелнава 2017 година изнесува 463 милиони евра. Меѓутоа, граѓаните нека се спокојни, пари за пензии ќе имаат.